Волкот и 7 јариња. Си беше еднаш една коза која живееше заедно со своите 7 јариња во една куќичка во шумата. Еден ден, пред да оди да собере свежа трева за вечера, таа ги предупреди своите јариња. Не пуштајте никој в куќе да стапне, зашто волкот демне чека да ве лапне. Потоа таа ги бакна и самина. По некое време, некој затропа на вратата и прозборе со груб глас. Јас сум вашата мајка, малечки мој. Ви носам си митчиња и јевречиња. Отворете ми веднаш, мили мои дечиња. Јарињата веднаш го познаа гласот на волкот и му одговорија. Не ти отвараме, волку, не можеш да ни измамиш нас. Мајка ни зборува нежно, а не со рапав глас. И така никаквецот поита да купи тегла мед за да си го омекне гласот и ја проголта во еден здив. Потоа се врати пред куќата на јарињата, затропа на вратата и прозборе со нежен глас. Јас сум мајка ви, јаренца, ви донесов сладки и шекерчиња во разни бои. Отворете ми, чеда мили мои. За миг јарињата се мислеа што да сторат, но штом ја видоа волчата црна шепа на прозорецот, извикаа во еден глас. Ти не си нашата мајка, ти си волчиштето страшно, твојата шепа е црна, а копитото нејзино е бело како брашно. И така волкот отрча до една воденица, си ги обели шепите со брашно и се врати кај јарињата. Повторно затропа и прозборе со нежен глас. Јас сум вашата уморна мајка, ви носам подароци од секаде. Отворете ми веднаш, што чекате? Јарињата одговорија. Чекај малку, последниот пат видовме шепиште црно, страшно, а не копито бело како брашно. Кога го слушна ова волкот, измамник им ја покажа на брашнетата бела шепа, а јарињата, убедени дека е мајка им, му ја отворија вратата. Јарињата се преплашија кога видоа пред нив дека стои прегладнетиот волк. Се разбегаа, барајќи место да се скријат. Кој е во кујната, кој е под масата, кој е во креветот, кој е под мијалникот, кој е во орманот, кој е во печката, но никаквецот ја преврте целата куќа наопаку. Тој најде 6 јариња и ги изеде сите до едно. Само најмалото јаре, кое се скри во стариот часовник, успеа да се спаси. По неколку часа, мајката коза се врати од шумата. Кога виде дека целата куќа е превртена наопаку, почна да ги довикува јарињата, едно по едно, но немаше одговор. На крајот, 7-то јаре излета од стариот часовник, се стрча кон мајка си и низ солзи раскажа што се случи. Додека се прегрнуваа, слушнаа гласен звук кој доаѓаше од градината. Погледнаа низ прозорецот и го видоа волкот како спие, речејќи со преполн стомак под едно дрво. Надевајќи се дека ќе може да ги спаси другите јариња, мајката коза истрча во градината, носејќи со себе ножици, игла и конец. Таа го распори стомакот на заспаниот волк и на нејзина голема радост 6 јариња изрипаа оттаму живи и здрави. Потоа, сите заедно му го наполнија стомакот на волкот со големи камења и повторно го сушија. Штом сонцето почна да заоѓа, волкот се разбуди, чувствувајќи силна жед, па се довлечка до еден поток во близината. Кога се наведна да се напие вода, тешките камења го повлекоа надоле и тој падна во длабоката вода. Козата и јарињата веќе никогаш не го видоа волкот и се живееа среќно за секогаш.